Почна убавото време, температурите повисоки, сите оние кои што излегуваат од своите домови, обличате се па, ќе кажам и лесно, затоа што утринава, дури и во оние рани утрински часови беше толку меко, топло времето. Меѓутоа, нели, овој периодот на пролет, често носи и многу дождови. Она што нас не интересира, дали ќе имаме дождовен период пред нас, дали можеби ќе имаме поплави и како сето тоа ќе резултира на водостоите на реките во Македонија. Имаме преубави реки кои што за жал не се многу загадени, реки во кои што за жал многу се не фрла, а инаку би уживале во една прекрасна природа. Марија Ников денес и на оваа тема го поканува мојот колега да ни се приклучи, еве заеднички со неговиот соговорник да разгледаат фактичката состојба. Меѓутоа, Марија, не уште од сега ти кажувам, ако може да прашаш и како и на кој начин можеме да си го заштитиме ова природно богатство, пред се нашата земја е навистина позната по убавите реки. Благодарам, Елена, за најавата. Јас само ќе надополнам, за разлика од првото вклучување, сега барем мене ми е нешто потопло, тука сме и на сонце, таму на арената Тоше Проевски некако бевме во сенка, се надевам дека еве сончевиот ден ќе донесе и убави вести од Порто, пред се заради настапот на нашите фудбалери кои се таму. Ќе поразговарам со Атанас Угрински, магистар Атанас Угрински, хидролог, околу водостојот или состојбата со водите во Македонија. Некако овој период карактеристичен, спомена Елена во најавата, кога имаме и дождови, можеби јас ќе надополнам, топење на снегови, дали може да предизвикаат сериозни поплави и проблеми за населението? Така, најпрво добро утро и поздрав до гледачите. Треба да се истакне дека изминатиот период беше исклучително сушен. Доста сушен период. Водостоите на реките се доста ниски. Еве полека поминува месец март, изминува месец март, доаѓа април и протекот во реките треба да е знатно поголем отколку што е сега. И тоа е така затоа што имавме отсуство на врнежи, дефицит на врнежи во изминатиот период, така што навистина фалат врнежи како би се подобрила таа состојба. Како што спомнавте, се уште има снег на високите планини и за очекување тој да почне постепено да се растопува во наредниот период, затоа што и температурите се прилично високи. Изминатиот период беа над 20 степен. Еве во наредните неколку дена се очекува да бидат тука околу 20-21 максималните, додека исто така и утринските да бидат позитивни. Така што можно е топење на снегот, исто така ќе биде присутен јужниот ветер, кој што дополнително придонесува да се растопи снегот, така што можни се дневни флуктуации на водостојот на реките, односно нивно зголемување во текот на денот кога е најтопло, додека во вечерните часови нивно повторно опаѓање кога сепак се уште не се така изразито високи овие температури. Исто така се најавуваат и врнежи од дожд од четврток и посебно во петок и сабота. И тоа се оние врнежи кои што најсе тешки за прогнозирање, се очекуваат во попладневните часови од денот, на некои места да бидат и порани и обилни. Јас сепак сметам дека не се закана за опасност од реките, меѓутоа се уште рано количински да ги утврдиме кои се тие врнежи, така што да ставиме за ден-два ќе имаме појасна слика за тоа, но ќе повторам, не очекувам да предизвикаат да бидат опасност од излевање на реките низ земјата. Освен со исклучок доколку бидат интензивни, паднат на одредено место во градските урбани средини каде што не може да се одведе водата за таков краток временски период, да се појави течење на вода, за поголемите реки не очекувам дека нема опасност од нивно излевање. Дали токму тие поройни дождови се главниот проблем кога се создаваат поплавите пред се и во летниот период, можеби најчесто сме сведоци на такво нешто? Па да, тие се случуваат обично во летниот период, кога се загрева атмосферата, кога имаме големи разлики, атмосферски разлики во температурата. И се покажува во последно време дека се поопасни и поразорни дури и од речните поплави, правејќи поголеми материјални штети и одземајќи поголем број на животи од класичните речни поплави. Така што, да, тие може да ги очекуваме во летниот период, едни од најтешките за предвидување, значи многу тешко може да се предвидат со системите за рана најава и предупредување, единствено со радарските системи, сателитските, меѓутоа тоа е часови однапред. Тоа што може да се предвиди се брои во часови унапред од тоа што се случува. Добро, споменавте дека проблем пред се може да бидат поройни дождови и во градските средини. Меѓутоа,
имам едно прашање, кога е најдобро, знаеме дека често неодговорни сме, ќе кажам за сите, оние што треба да ги одржуваат каналите, кои што најчесто каналите се направени за одводот, односно водата да се протече, меѓутоа знаеме да кажеме дека се тие или запуштени или не се одржуваат како што треба. Кога е најдобро да се исчистат каналите за да не ни се случуваат да не доаѓа до поплави? Да, чистењето на каналската мрежа и воопшто речните корита е многу битно, затоа што понекогаш со фрлање на ѓубре, отпад и смет во нив се затнува на пречниот пресек, се намалува нивниот напречен пресек и тоа директно доведува до појава на излевање на реките при помали врнежи, при помали количини на проток во реките. Тоа треба да е редовна пракса, нивното чистење и најдобро да се чистат кон крајот на летниот период и пред почетокот на есенскиот период, нели пред почетокот на влажниот период. Хидролошката година започнува на 1 октомври со почетокот на врнежите и најдобриот период за нивно чистење е тогаш, значи да бидат подготвени за таа влажна сезона, за почетокот на врнежите и поголемите протоци во реките. Меѓутоа не е на одмет и сега ако е потребно да се направи интервенција да се исчистат. Да, секако дека не е на одмет и сега, еве, беше убаво времето, суво, така што е добри услови имаше да се стори тоа, а да подсетиме дека април и мај се исто така месеци каде што исто така се очекуваат најголемите протеци во реките, како просечни протеци поради топењето на снегот и врнежите, посебно месец мај во нашата земја е по просек еден од најбогатите со вода. И сега едно прашање околу акумулациите природните езера. Во каква состојба се и како на нив влие пред се ова што сега го имаме, можам да кажам, можеби посушен период? Па да, сушниот период влијаеше на нив и се одрази. Тие беа кон крајот на минатата година речиси испразнети. Сега можеби минимално е подобрена нивната состојба, меѓутоа се уште се лоша состојба, значи нема дотек, намален дотекот на вода од реките кои што ги хранат, така што се празни се. Значи се очекува вода, потребна им е вода и на нив во наредниот период. Тука некаде ќе го завршиме по овој разговор. Нема да изостане прашањето и за спортот. Што очекувате вечер во Португалија, Македонија? Еден надпревар кој што е исклучително важен. Ќе искористам оваа прилика да ве прашам и надвор од вашата област. Па така да овој историски надпревар за нашата земја, да им посакаме се најдобро, да ги бодриме, да се надеваме дека ќе победиме вечер и мојата лична проценка е дека сепак ќе победиме со резултат 2:1 и да се гледаме во Катар на наредното светско првенство во фудбал. Благодарам уште еднаш, се надевам дека најпрв ќе се видиме вечером, можеби на плоштадот да прославиме сите заедно. Дај Боже да биде така, да се израдуваме како нација на еден голем историски успех на нашата фудбалска репрезентација. Благодарам, Атанас, уште еднаш. Тука го завршуваме разговорот. Елена, беве, со оваа прогноза се одјавуваме ово утро, спорувавме малку и за водостојот, се надевам дека сите ќе бидеме малку повеќе одговорни, барем кога станува збор за чистењето на каналите, а дека сите вечерва ќе бидеме заедно и дека ќе се радуваме на победа на македонскиот национален тим.